Во меѓувреме состојбата ескалираше доттаму што камп приколките на раководството на Сдруженијето на кампери се исфрлени надвор од автокампот Крание. Сакајќи да ги замолчат неколкумина од тоа здружение на собственици на камп приколки таму, со вршење на кривично дело извршија дислоцирање и тотално оштетување и кршење на неколку камп приколки повторно без било каков правен основ за кое нешто се водат одвоени постапки во судовите во Ресен и во Битола. Ние ги затекнавме на лице место кај што ги кршат приколките и кај што ги вадат надвор. Видовте и самите во каква состојба се. Пријавивме полиција, полицијата не дојде на лице место, чекавме, па после ни се јавија да одиме полиција, покренавме за тоа судска постапка и на крајот од полицијата добивме извештај дека камп приколките се искршени од страна на Агроплод. Тоа што обвинувате нивна работа, но кога веќе се објавуваат снимки како во најавата за вашата емисија, тогаш се гледа дека тоа не се камп приколки, туку градежи. По однос на ова прашање, за камп приколките на камперите, истите се дислоцирани на паркинг просторот по истек на рокот во кој доброволно беше потребно камперите да извршат дислоцирање на приколките, за што писмено беа известени. Истото поради тековните работи за урбанистичкото планирање на просторот, неплатени обврски, како и наведените причини во изготвените, објавени и доставени одлуки до истите кампери. Камперите, доколку не се задоволни од услугите во Крани, може да ги дислоцираат своите приколки во други автокампови во државата, каде што ценат дека има подобри услови.